Наш прв гостин Стефан Богоев, подпредседател на СДСМ, добре дојдовте во студио 10. Добро најдовме и ви го честитам денот на новинарите, ви посакувам многу успеси на целата фела во иднина. Благодарам. Почнуваме со она што е актуелно. Има ли владата или владеачкото мнозинство во собранието мнозинство? Верувам дека и вие и целата јавност преку вас, медиумите и новинарите, веќе од наредната недела ќе може да се увери во тоа, да се увери во едно стабилизирано и во едно зголемено мнозинство, кое што ќе го покажеме во собранието, и практично зголемено и стабилизирано мнозинство кое што ќе може да помогне да се движат реформите, особено во делот на економијата. Зошто? Затоа што се наоѓаме во најголемата криза по Втората светска војна и дополнително стабилизирано и зголемено мнозинство кое што ќе треба да помогне во делот на реформите во правосудство. Што значи стабилизирано и зголемено мнозинство? Па вака, зголемено е јасно, нели што значи? Да. Повеќе Добра, вака колку имате? 64, 65, 69, 70, 80? Кое што броеше владачкото мнозинство броеше 64 пратеника пред да почне процедурата за реконструкција на владата и формирање на зголемување на мнозинството. Колку ќе брои, еве ќе оставам да биде мала тајна и да видите следната недела. Ова мала тајна дополнително ги подкрепа шпекулациите дека практично немате мнозинство. Не е точно. Ова го кажувам од стратешки причини. Верувам дека ќе ме сватите и вие гледачите, бидејќи интензивна е политичката ситуација, да кажеме, така да се изразам, во државата, и од стратешки и тактички причини е нормално да бидеме предпазливи во кажувањето јавно на некои ситуации, иако ви е јасно. Се работи на постојното мнозинство, минус дел од алтернатива и Павле Трајанов, односно партијата Демократски сојуз, и останатото е практично приклучување на алијансата за албанците во и нешто дел од ДУИ, претпоставам, и тоа е вкалкулирано. Затоа велам, еве следната недела веќе ќе биде појасно. Се надевам дека ВМРО ДПМН ќе си го искористи како што го користи правото на дискусија, меѓутоа дека тоа нема да премине во филибастеринг или во бесконечно одолговекување на дискусиите, бидејќи на вистина на државата и треба функционална влада и стабилно мнозинство. Една од тезите кои што се лифирува и од шпекулациите, претпоставам сте ги слушнали и вие, дека бидејќи ова може да дојде до бесконечност, бидејќи така предвидел деловникот. Сега за кога се гласа доверба на влада, или ограничено максимум колку 3 дена како беше, овде за реконструкција нема предвидено и тоа може да оди временски тајминг и тоа може да оди до бесконечност. И сега некои тактизираат дека ова одговора можеби на власта, овде не мислам само на СДСМ, секако и на ДУИ, затоа што имаат време да купат уште некој пратеник, не да купат во смисло туку да ако нема мнозинство да го направат мнозинството. Тоа е едни од мовете, други од мовете дека опозицијата го користи секој момент за нормално да ви искритикува, бидејќи тоа е работа на опозицијата. И затоа прашав дали имате мнозинство на почетокот. Јас како потпредседател на партијата, еве ќе кажам јавно дека ние не тактизираме воопшто, ја користам приликата кај вас во емисијава да ги повикам пратениците на ВМРО ДПМН да си го кажат тоа што сакаат да го кажат, но тоа да биде во разумен рок за да може да имаме избрана влада. Ако тие лиферуваат информации дека ние немаме мнозинство или слично, еве нека дозволат да се оди час поскоро на гласање во собранието и да видиме како стои ситуацијата. Вчера се исцрпи дискусијата како што се спомена и во вашите вести пред малку на една точка, така да видите, собранието има заменици, односно подпредседатели на собранието кои што можат да го заменат председателот на собранието. Тоа практично може да работи и десетици часови, може да работи цел ден без престан. Меѓутоа тоа е трошење на ресурси, зашто тоа собрание се грее, затоа што таму има служби, околу 250 луѓе работат во собранието мимо пратениците кои што работат во службите во собранието. Тие ако остануваат ноќе, нели треба да земаат дополнителни дневници, така да мислам дека во криза е непотребно овие трошоци да се прават. Секако неприкосновено е правото на пратениците да може да дискутираат. Јас бев пратеник, најдобро го знам тоа. Ако можам да сумирам, значи мнозинство имате, но заради тактички причини, како ги рековте вие, не откривате за колкава бројка станува збор, туку дека имате сигурно мнозинство. Мнозинство, и тоа зголемено мнозинство, тоа што го имавме досега. Проблемот каде е? ВМРО ДПМН одолговлекува со дискусии зошто? За да се сокрие дека тие немаат мнозинство.
А зошто пробуваат тоа да го сокријат? Затоа што нивниот лидер Христијан Мицкоски веќе 2 години упорно најавува ново мнозинство, упорно најавува предвремени парламентарни избори. Најновата најава беше крај на јануари, февруари ќе имал мнозинство. Еве го нема. 2 години претходно истото го вели. Па тука да не ги редам сите други работи, велеше ќе нема газ, ќе нема струја, ќе поскапи нафта, па велеше фабрика за автобуси во Скопје, па со Данела Арсовска бесплатен превоз, па не е Данела Арсовска со ВМРО, па сега мнозинство, па нема мнозинство, па и ќе пролонгираме да не се види дека немаме мнозинство. Практично не знам дали некој во држава број колку овој човек лаже, а и да број колку лаже, ќе сумори и ќе окапе од броење, што би рекле граѓаните. Така да сето ова мислам дека одолговлекување во собрание се прави само за да Христијан Мицкоски проба уште некое време внатре во партијата и пред јавноста да го крие фактот дека тој нема мнозинство, а толку фамозно веќе 2 години го најавува, дури сега знаете и вие. Беше последната најава февруари. Во текот на февруари ќе видите, ќе се распушти собранието, ќе има техничка влада и дека некаде во мај ќе има избори. Тоа се зборови на Христијан Мицкоски и повторно излажи и повторно нема ништо од тоа. Меѓутоа некоректно е и нечесно е во заложништво биде цела држава само затоа што некој дал лажна изјава или некој дал погрешна проценка, зашто и да го направил тоа. Јас имам моја теорија зашто тоа го зборува, меѓутоа мислам дека е некоректно, а страдаат сите поради него. Па добро, во ваква ситуација, сега имате ли вие проценка, например, во СДСМ, во партијата или доколку можева да се разлекува? Бидејќи страдаат и министерства, имаме проблем веќе со евроврзницата, еве не ја потпишува министерот за правда кој замина. Она што може ние да го направиме со нашата пратеничка група е да не влегуваме ние во замката на бесконечни дискусии, односно да им даваме простор ние со наши бесконечни дискусии или со јавување наше интензивно за збор, па тие бесконечно реплики да имаат кон нас. Меѓутоа, еве вчера, ако ја следевте седницата, имате ситуација во која што дури во добар дел од општините се во формално, во коалиција, делуваат заедно во советите ВМРО, ДПМН и Левица, политиката им е комплетно усогласена и диригирана од АПСИ во радикална смисла. Вчера има реплика во собрание, пратеници и пратенички од ВМРО ДПМН реплицираат на пратеник Крмов од Левица. Значи тоа, а го зборуваат истото. Практично, што е реплика? Јас не се согласувам со некоја ваша теза и ви реплицирам да си ги објаснам моите аргументи визави вашата теза. Тие се јавуваат за збор и вели да, така е, се согласувам колега, но само да додадам, значи тука има една прилично јасна интенција да се одолговлекува и да се бега. Тоа знаете како ако некој е болен или здравствено има проблем, го правам како паралела, треба да оди и да го реши проблемот. А ако затворите очи и велите не сум болен, болеста нема да исчезне. Така и со оваа ситуација. Овде имате јасно мнозинство и не може вие да ги затварате очите и сега ќе пролонгирам да не се дознае дека власта има зголемено мнозинство. Ќе се дознае и треба да се дознае и тоа треба да почне да функционира и да дава резултати. Добро, а зашто вие се плашите да кажете имаме 69 луѓе, не правите ништо, да ја завршиме приказкава и така одлучивме дека е стратешки подобро за нас. Не, бидејќи знаете останува оној сомнеш во јавноста сега имаат или немаат. Не видите, ама сега имаме, ама не ви кажуваме колку е сега. Или имам или немам сега. Зошто би влегувале ние во ваква нова приказка? А што е па страшно да кажете колку имате? Мислам просто е математиката излегува алтернатива, влегува алијанс, иако влезе уште некако разубедите од алтернатива. Затоа не е страшно, меѓутоа има луѓе кои што се уште размислуваат дали да поддржат или не поддржат и не можеме тука прецизно да кажеме за колку ќе порасне. Меѓутоа ќе порасне и ќе се стабилизира мнозинството, тоа секако. Добро. Ова значи дека сега уште едно толкувањето. Влезот на алијанса е купување уште една година, едната теза за да нема предвремени избори. Ова што ви рекле ВМРО ДПМН. Ние секако имавме влада и мнозинство. Оваа приказна во собранието сега за реконструкција на влада и за зголемување на мнозинство ја покренавме ние од СДСМ до и коалицијата, не ја покрена ВМРО ДПМН. Зошто ние би си ставале трн во здрава нога, да ако немаме стабилна ситуација, па еве сега нешто ќе ако имаме стабилна, сега нешто ќе експериментираме. Ние имавме стабилна ситуација и претходно, меѓутоа таа ситуација на потесно мнозинство составено од многу повеќе партии и уште повеќе индивидуалци во партиите и во пратеничките клупи создаде една ситуација да има во одредени случаи непредвидливост.
односно да има битни закони на маса во интерес на граѓаните, за подобар животен стандард на граѓаните, за реформи во правосудство, за инфраструктура и слично, и некои од пратениците поради лични причини, партиско-политички, да не прават кворум, да не гласат, да не се појавуваат, иако влогот, односно она што е на маса како законско решение во собранието е битно за 2 милиони граѓани, дел од пратениците често пати знаат да ги стават своите политички интереси пред тие интереси и да речат таму и таму не сте ми помогнале по коалицијскиот договор, јас не влегувам сега да направам кворум. Затоа се прави меѓу другото ова, за да се стабилизира мнозинството, каде што овде Алијанса за албанците е сериозно организирана политичка партија. Јас лично бев на нивниот конгрес изборен сега во Тетово, сериозно организирана политичка партија која што се залага за одредени принципи за кои што веќе ги дефиниравме заеднички, пред се подобрување на економскиот стандард и владење на право и европскиот фронт, нели, евроинтеграција побрза на државата, и тие како група пратеничка се држат до тоа. Не се слободни стрелци, секако секој е таму индивидуалец од пратениците, меѓутоа се држат до генералните политики и од тој аспект покрај зголемување на мнозинството ќе биде и поедноставно да може да се соработува како целокупна коалиција. Поентата на кој што Алијанса влегува беше Европски фронт, ако добро. Меѓу другото. Сватив, ќе одам потоа за тоа мнозинство, ако е Европски фронт, зашто излегува Алијанс, алтернатива? Алтернатива донесе лично такво решение. Ние до последно дадовме шанси и се уште сме отворени доколку сакаат да соработуваме. Практично гледате дека дел од пратениците од алтернатива веќе и најавуваат дека ќе продолжат соработка со владата предводена од СДСМ. Така да тоа беше автентична лична одлука на алтернатива. Мене ми е лично криво што е тоа така. Сметам дека направија грешка, сметам дека и Павле Трајанов направи со Демократски сојуз сериозна грешка, затоа што веќе се кристализираат работите како привршува, односно како зема замав скрининг процесот и како се доближуваме до крајот на скринингот и потребното отварање на поглавја некаде во ноември, како се доближува ноември, така полека се кристализираат работите и на политичка сцена. Кој е проевропската унија и западна интеграција на државата, кој не е, односно можеби е происточна интеграција или некоја соработка со Русија, со некаде со далечниот или блискиот исток, не знам точно кој им се замислите. Меѓутоа во една ваква ситуација мислам дека направија грешки алтернатива и Демократски сојуз на Павле Трајанов. Но вратата е отворена се уште и верувам дека според нивните изјави и позитивни сигнали сепак и алтернатива и Демократски сојуз на Павле Трајанов секако ќе процесите кои што ќе значат интеграција во Европска унија. Павле Трајанов во делот на уставните измени имаше своји задршки, така да ќе видиме како тие ќе одлучуваат понатака, меѓутоа алтернатива мислам дека е прилично чиста во размислувањето на тема евроинтеграцијски процес преку уставни измени. Така да мислам дека тука не губи државата. Доближувањето до уставно мнозинство се движи и е процес кој што се унапредува, меѓутоа во кризна година и во година во која што имаме и вакви подсетувања од Страсбург, како вчера до надлежните судови дека треба тие да продолжат да работат, мислам дека поприоритетно е работење на економијата, односно економскиот стандард на граѓаните да се унапреди и реформи во правосудството. Да, ќе зборуваме и за Страсбург. Но за сето ова да функционира, вие мора, например, за да функционирате нормално, мора да издадете евроврзница. Таа евроврзница не ви е подпишена од министерот за правда кој што замени. Вие веќе се наоѓате во сериозен проблем. Односно, вие, тоа значи и ние, државата, на крајот од денот. Не вие. Току не можеше да се предвиде тој потек на крајот од денот. Знаете, она комуникација, колку патува, што патува, претпоставам дека евроврзница не патува по пошта. Не патува по пошта, меѓутоа патува во вашиот ресор, вашето министерство или институција, патува по одделенијата и секторите во самата институција. Тоа не треба да патува, таа обично оди се носи на раката, може да патува. Пред да дојде на министер, може да службите да треба да проверат и таму може да заглави. Меѓутоа еве точката за избор и разрешување па избор на министер за правда, може и ВМРО ДПМН и Левица бидат поконструктивни и таму да има помалку дискусија за побрзо да се избере. Таа одговорност нивна во ред.
но тоа за да се избере новиот министер. Но ова другава непотпишувањето. Бирократски проблем. Претпоставувам дека Видите, вие не дело можете на сериозни инвеститори да им кажете видите бирократски проблем. Знаете, да сплавате впечаток Па, на добро. несериозна држава, стано збор за 650 Апсолутно. милиони евра каде што Апсолутно. правите потрес, ја може да излегувате и да велите Ние- се е во ред, но тоа е сериозно, таму инвеститори влегуваат, вие тој не го интересира вие што правите во собрание, вие гајле мене што правите во собрание. Тоа меѓу другото се работи на кои што мора да работиме и се унапредуваат во изминатиот период, меѓутоа мора уште поинтензивно да се унапредуваат во делот на сега вие правите паралелата, односно примерот со евроврзницата, меѓутоа Па, ја правам затоа што меѓутоа, следниот тоа пат се кога ги случува земе и со други евроврзница работи. можеме да земеме кој знае колку биде ќе биде поскапа каматата, па ќе јасно. биде каматата затоа што сме несериозни. Јасно, меѓутоа не се очекувањата да биде нешто драстично поскапа, меѓутоа ефикасноста на процедурите во министерствата и во институциите дефинитивно треба да се подобра. Тоа што го кажавте сега вие е само еден пример. За жал има и други примери. Јас бев и градоначалник на општина која што имала интензивна потреба да соработува на дневно ниво со други институции и знам колку е тоа мачно и комплицирано и колку често пати нас не одвраќало како представници на институциите од желбите и намерите, а не па граѓаните. Така да овде има унапредување во тие делови и процедури, меѓутоа се уште треба да се работи за да нема вакви пропусти. Мислам дека и 99-та нешто беше слично со Министерство за одбрана, ако не се лажам, ваква ситуација влада во реконструкција, па тогашниот премиер Георгиевски, се не знам како е законското решение, беше тој кој што исто беше нешто итно, па Уновски не подпишуваше, па или не Може се да има сеќа случаи, заборев како исклучоци во кои беше, што може да но претпоставам дека таму има подпише правен тим кој Да. што ги проверува сите овие ситуации во вакви моменти, не знам како е законот во влада сега дали е менуван или не е менуван. Бидејќи во некои ситуации премиерот е тој кој што настапува, но тоа треба да се провери затоа што но не е поврзано едно со друго, бидејќи кога имаш информација дека Заев сака да биде и премиер и министер за финансии, тоа беше против законски, но ова беше друга ситуација, сега не се изумив точно како беше 99-та година, но не е се. Стабилно мнозинство велите, од прилика насоките и информациите. Претпоставам имате информација до кога ова може доди, претпоставам не до бесконечност. Симулацијата Кога очекувате да максимална е заврши? дека може да трае поприлично. Поприлично може да трае доколку на секоја точка поединечна се јавуваат сите за дискусија од ВМРО-ДПМН, им реплицираат сите од левица, па потоа се јавуваат за збор сите од левица, им реплицираат сите од ВМРО-ДПМН, па овие од левица контрареплики им прават, а во суштина не зборат ништо, него ги кажуваат и ги потврдуваат едни со Добро, овие па ќе истите кажат другиве работи. да не беше левица, немаше да се гласа дневниот ред од ВМРО, така имаше обвинување дека со СДС и левица се Ама на приклучи. кого му е тоа во интерес? Еви да не си изгласал дневниот ред, и да не си изгласала влада. Па не, на кого му дека е се на во два интерес? пати го спомнувате репликите. Јас се барам од прилика чисто и граѓаните да знаат Се имате ли зависи од информација тоа. кога би Се зависи било? од тоа, меѓутоа ние Пошто како сега- мнозинство нема тоа ќе одговориме соодветно на тоа, да речам, тероризирање што го прават во собранието, условно кажано, меѓутоа ќе одговориме сериозно со интензивно работење. Ако така сакаат, ќе се работи секој ден до доцните вечерни часови, додека не се исцрпи дискусијата. Наше е да апелираме и да побараме од ВМРО-ДПМН, левици и опозицијата да дискутираат, но тоа да биде во рамки на нормалата, да не биде со интенција да се блокира, затоа што ви реков, тоа чини пари и тоа ја кочи државата, на крајот од денот ги чини граѓаните, не чини и нас и вас, сите ги, и мене и вас не чини сите. Тоа можеме да го направиме јавно. И еве го правам уште еднаш. Барам од нив да се вразумат. Од друга страна, ако не се вразумат, како што често пати ни покажало минатото искуство дека не ги интересираат државните интереси, ги интересира што тие ќе направат за нивни политички интерес, тогаш ќе се работи до доцните вечерни часови, па да не речам секој ден и тоа е тоа, ќе се исцрпи дискусијата. Сега, Богоев, гледаме вака од страна или од дистанца. Имаше ли потреба за владина реконструкција? Некои ќе ви кажат зашто СДС влезе во приказната на ДУИ, односно впечатокот е дека Артан Груби како да ве внесе сите во нивната игранка со огнените и ако тоа нам ќе потонеме сите. Не, тоа не е точно. Ви кажав и преска, ќе повторнам уште еднаш. Ние Дали е реконструкцијата за да се спаси Груби? Не. Бидејќи така ќе ви кажат и некои од огнените и А реконструкцијата ви кажав е да се подобри ефикасност. Значи ние имавме проблем со
тесно мнозинство и не само тесно мнозинство, туку и составено од многу политички субјекти. И често пати бевме изложени како најголем брат, да кажеме, во коалицијата, како најголема водечка партија во владината коалиција, бевме соочени со, често пати со, да не звучи грубо, политички уцени од одредени пратеници и представници на политички партии за нивни лични политички цели. И сега тоа е недозволиво да стојат закони во интерес на граѓаните за на некого, на Мишко Иванов или на Стефан Богоев лична работа да му се заврши. Тоа е ненормално и тоа е недозволиво. Едната причина е таа, втората причина е зголемување на мнозинството, да има повеќе пратеници, да биде покомотно. И третата работа е што де факто имаше потреба од освежување и од проветрување. Зошто? Затоа што за жал мора да признаме јавно дека во ресорот здравство не се покажа министерот согласно очекувањата. Гледате што се случува и по улиците со граѓаните, има незадоволство, има проблеми кои што во ред првиот работен ден на градоначалник, министер или директор на големо претпријатие трае неколку работни месеци, првиот работен ден, нели условно кажано, додека се запознаете со околината, но овде помина повеќе од една година. Процесите само назадуваат, не се напредува ништо. Така да едната потреба е стабилизирање на мнозинството, затоа неколку пати го кажувам, другото е зголемување, третото е кадровско освежување и проветрување со нови луѓе и нови идеи и онаму каде што не е испорачано после година и неколку месеци да се направи позитивна промена, се со цел првенствено економија и животен стандард, владење на право и корупција и Европскиот фронт за побрзо интегрирање на државата во Европска унија. И сега, во еден дел од разговорот го споменавте и моментот дека како наближува моментот на отварање на поглавието, односно скринингот, дека скринингот е практично во полнек и дека таму се одвива работа поприлично солидно и дека како доаѓа ноември ќе видиме покристална ситуација, нас не треба Европски фронт, но ноември е специфичен и по работава дека ако вас сега ви требат, карикирам 61, тогаш ќе ви требат 80, 81. Говорам за уставните измени. Како до нив? Мислам дека она што го споменав, делот со алтернатива би очекувал тука сериозна поддршка, иако не се во владата, практично ти и тоа го кажа јавно, таа поддршка да дојде. Очекувам тука да има некоја посериозна поддршка евентуално во тој процес и од БЕСА партијата и очекувам да има тука клучна улога да одиграат индивидуалци и групи, помали групи од индивидуалци, интелектуалци во ВМРО ДПМН, кои што по нашите информации на одредени средби со дипломатски представници и на одредени политички средби во позатворени кругови искажуваат позитивно мислење. Зошто? Затоа што и тие сметаат дека сега е кај нас топката и сега зависи од нас. Претходно зависеше дали Брисел, дали Париз, дали Берлин се за проширување на Европската унија или не се. Потоа зависеше едно време од Атина и Грција, дали ќе отргнат ветото или не. Па од Бугарија и од Софија, па потоа повторно од Франција, од Макрон и од Париз зависеше дали Македонија ќе пристапи кон Европска унија и ќе почне преговорите или не. Сега, откако ги почнавме преговорите, откако тече скрининг процесот, дали поглавијата ќе ги отвориме и дали тоа ќе тече побрзо, зависи само од нас. И мислам дека, по моите информации, ова го имаат препознаено и структури во ВМРО ДПМН, така да очекувам и тие да почнат со тек на време, како се доближува ноември, да праќаат јавно позитивни сигнали и да почнат некаков процес на приближување и приклучување кон поддршка на Европскиот фронт за уставните измени, бидејќи верувам дека и таму има луѓе кои што се проевропски ориентирани во ВМРО ДПМН, тие се долго години членка на European People's Party, таа е Европската народна партија, имаат таму сериозни партнери и структури кои што ја поддржувале Македонија кога биле на власт во нивните држави, така да би било трагично и би било жално доколку сите во ВМРО ДПМН застанат на страната која што е антиевропската унија. Мислам дека ќе има поголема структура на луѓе од таму кои што ќе застанат на оваа страна. Може би се плашат дел дека ќе бидат плукани и напаѓани внатре во партијата од страна на Мицкоски и најблиското раководство, меѓутоа знаете како тоа е привремено
на мака се познаваат јунаците, тие ќе останат потоа запамтени во историјата дека биле на правата и вистинската страна во клучните моменти. Така да има луѓе кај нив кои што тоа го препознаваат. Во ако ги прашате, тие ќе ви кажат и ние сме за во Европската унија. Меѓутоа, кога во прашање уставните измени кога се во прашање, тогаш дајте да разговараме и за реципроцитет, односно малку да се подигне летвичката и во односите со Бугарија, демек сме биле во смисла. Ама условите се тие. Овие се условите кои што ги бара Европската унија. Вие, односно ние сите, сакаме да се вклучиме во Европската унија. Ние сакаме да се вклучиме. И правилото е тоа. Понудата на маса е таа. Тоа што Бугарија и со помош на други членки го издействувала како членка во Европската унија, внатре на ниво на Европска унија, тоа е друга работа. Добро, во моментот 80 нема. Вака сега како што ги гледаме позициите, во овој момент нема 80, но вие видите сигнали, во овој момент нема, меѓутоа јас сум прилично оптимист. Дека ќе се движат во следните месеци работите во позитивна насока на нова. Пошто како одминува времето, како видите, како доаѓа, едно јавноста ќе биде насочена кон оно што се случува во Русија и Украина, а овде на домашен терен ние сме насочени на терен, сме насочени кон оно што се нарекува уставни измени, затоа ноември е како некој критичен датум, избори ќе има годинава или? Не, мислам дека и тоа стана прилично јасно на сите, уште една лага на Мицкоски ВМРО-ДПМНЕ, таа лага е за интерна употреба. Тие си ја користат таа лага, дека ќе има избори, само што немало избори, само што не формирало ВМРО-ДПМНЕ мнозинство, во превод Христијан Мицкоски им вели внатре во партијата, само што не сум станал премиер, внимавајте што правите и што зборувате, затоа што тој е соочен со еден проблем од политички карактер внатре во партијата, затоа што има градоначалници од ВМРО-ДПМНЕ на големи општини кои што во исто време обавуваат и високи партиски функции. Тоа е посериозна акумулација на политичка моќ и влијание кај индивидуалци визави политичката моќ на Христијан Мицкоски, кој што е само председател на опозицијска партија. Јас бев градоначалник, како градоначалник се среќавате на дневно ниво со безброј граѓани, помагате во безброј ситуации, се среќавате со новинари, невладини организации, граѓански организации, дипломати, бизнисмени и слично. Таква е сега ситуацијата кај дел од градоначалниците на ВМРО-ДПМНЕ, тие во исто време имаат партиска позиција во партијата, внатре, и тоа е поприлично акумулација на сила. Ако неколку такви градоначалници застанат заедно и направат некој фронт, тоа сериозно ја загрозува позицијата на Христијан Мицкоски и неговиот најблизок круг од 1-2 луѓе околу него. Така да таа приказна за предвремени избори беше само за да се неутрализираат тие структури во ВМРО-ДПМНЕ. Повторно се гледа дека е лажно, повторно се гледа дека е неточно. Толку се најавуваше од страна на ВМРО-ДПМНЕ и Мицкоски ново мнозинство или предвремени избори и нова влада, што тоа стана некој нов Њутнов закон, да го кажам. Колку почесто Мицкоски и ВМРО-ДПМНЕ велат дека ќе направат ново мнозинство и ќе формираат нова влада, толку повеќе расте мнозинството предводено од СДСМ. Така и во моментов, наместо да се зборува за најавите на Христијан Мицкоски за избори и ново мнозинство, ние сега зборуваме дали ќе број 65, 66, 67, 70, 72 пратеника мнозинството на СДСМ. Ај малку за Страсбург, па на крајот ќе оставам делови за оно што се случува во партијата, на релација партија-влада, но Страсбург, трептевте до последниот момент, на крајот стигна одлуката, барем таков беше впечатокот, дека никој практично не знаеше каква ќе биде одлуката или решението на Страсбург, еве стигнало тоа решение дека предметите треба да се тераат. Се плашевте дека може да донесе Страсбург поинаква одлука и дека се ќе падне во вода сиот труд? Ние, како владеачка партија и по она што го знам и во владата, информациите нели ги добивме како што ги добија и граѓаните вчера од соопштението на Европскиот суд за човекови права во Страсбург. Бевме нормално сега, знаете, чекате одлука, во исчекување сте, секако додека не ја видите самата одлука, не можете да бидете раат, што би се рекло, меѓутоа прилично бевме убедени и тоа се покажа исправно на крајот во аргументите на државата. Зошто? Затоа што државата буквално е прифатена аргументацијата на државата во решението кое што вчера го донесе судот во Страсбург, во делот дека државата велеше дека се преуранети тужбите од страна на Никола Груевски, Сашо Мјалков, Јанкуловска, Јанакиевски и останатите. Зошто? Затоа што ние велевме, и тоа го прифати судот, дека се уште тие имаат овде инстанца. Добар дел од тие предмети се на основен суд, некои од нив си на апелација, меѓутоа се уште имате инстанца апелационен суд
и Врховен суд. Се уште имате правни лекови кои што може да ги искористите. Меѓутоа, тоа беа аргументите на државата кои што вчера беа прифатени од судот и ова е победа на правната држава. Меѓутоа, од друга страна, целта на представниците на ВМРО ДПМН кои што ја поднесоа оваа тужба во судот во Страсбург беше сосема друга. Таа е истата цел што имаше и Ѓорги Иванов кога ја даде аболицијата. Практично за граѓаните пластично да не разберат. Целта на аболицијата на Ѓорги Иванов, која што резултираше со шарена револуција, и целта на ова што го прават во Страсбург представници на ВМРО ДПМН е иста. Тоа е да нема воопшто судење. Ѓорги Иванов уште пред да седнат на обвинителна клупа и во суд Никола Груевски и компанија од ВМРО ДПМН, Ѓорги Иванов сакаше од старт да ги аболицира, за воопшто да не дојде до судење. Откако таа аболиција по притисок на јавноста со шарена револуција мораше да ја повлече, тогаш се дојде во ситуација тие да одат во Страсбург. И тие повторно во Страсбург се повикуваат на аболицијата, односно бараат воопшто да нема судење. Затоа велиме падна во вода аболицијата на Ѓорги Иванов, затоа што судот не го пофати ова како нивни аргумент и дополнително сега судот во Страсбург ги упатува Никола Груевски, Мјелков и компанија да се јават во судовите тука, да ги користат правните лекови во судството во Македонија, кои што тие и Христијан Мицковски велат дека се корумпирани под влијание на власти и слично. Европскиот суд во Страсбург не мисли така и ги упатува тука да ги користат правните лекови. И трета многу битна работа, со ова решение на судот во Страсбург вчера се ослободува од притисок судството, затоа што тие овде во кулуарите правеа притисок врз судството, велејќи дека јас ќе добијам во Страсбург, џабе вие судите тука, јас ќе бидам слободен. И знаете како дел од луѓето и се плашат од таквите закани, меѓутоа сега тоа паѓа во вода. Но ова е еден дел од приказната, инаку има мал милион случаи кои што се добиваат во Страсбург. И телевизија 24 дури правеше и колку пари ние практично губиме и трошиме. Така што тоа не ја амнестира дека сега Страсбург донел таква одлука и дека нашето судство е перфектно и одлично. Далеку е од перфектно. Да, не, дека вие велите, еве, имате македонски судови, тамо токму така ги насочува правдата. Тука. Сега се судовите на тест. Сега нема простор за застарување на предмети, свесно влечење на предмети и слично. Сега треба да носат законски, во законска процедура, брзи и ефикасни пресуди. Насоката на судот е во овие судови тука, меѓутоа тие треба сега законски и навремено да си ја сработат работата. Што се однесува до она што велите судството, јас имам сериозни забелешки за судиите и судството, меѓутоа не за сите, затоа што таму има и честни суди, има и честни обвинители. Меѓутоа оние што се нечестни и корумпирани фрлаат дамка и на оние што се честни за жал. Меѓутоа сега се сите на тест. Тука ќе имаме сериозен напредок. Сега верувам дека сега се отвара пат за брзо да се решат предметите на СЕО и ефикасно по законски пат, меѓутоа финално ќе имаме позитивни промени финални во судството, кога ќе има и одговорност за некои од корумпираните суди. Тоа кога може да очекуваме да имаме ние? Финални тоа пак зависи од судството на крајот денот и од истрага, да. Полиција. Тоа зависи од честните луѓе во правосудниот систем. Кога ќе решат тие да се справат со нечестните? Ќе се сложите дека не знаевте каква ќе биде одлуката на Страсбург и секој до последен момент едни одеа до степен на еуфорија, вие некако бевте во дефанзива, кога говорам луѓево. И знаете ако се случеше обратна одлука, тогаш се рушеше. Ние ја представуваме како партија, водејќи ги институциите, ја представуваме државата во Страсбург, интересите на државата. Кога зборувате за интересите на државата, особено пред меѓународен суд, вие мора да сте со ладна глава, а со добри аргументи и да одлучувате и да постапувате најдобро можно за државата. Од друга страна, преку експерти блиски до ВМРО ДПМН како една професорка на правниот факултет, преку бивши режимски новинари од времето на ВМРО ДПМН блиски до таа структура и блиски до Мицковски сега и слично, во континуитет се подгреваше атмосфера дека ќе дојде Никола Груевски на бел конј, дека ќе го чекаат на аеродром, под триумфалната капија ќе го носат. И слично тоа свесно од структури на ВМРО ДПМН се подгреваше и јас сум убеден дека тие се надеваа на тоа. Тие се најразочарани од онаа одлука што се случи вчера
на судот. Меѓутоа направиле еден превид. Тоа е чесен суд, тоа е професионален суд. Тоа не е суд од тефтерчето на Јанкуловска па да може да влијаат каква пресуда. Има тој суд суди согласно словото на закон и согласно аргументите и фактите. Меѓутоа факт е дека во ВМРО ДПМН се правеа подготовки и имаше сериозно полагање на надеж дека Никола Груевски ќе се врати во Македонија и дека нивните криминалци од нивните редови ќе избегаат на правдата и воопшто нема да има судење во македонските судови, туку ќе бидат ослободени од страна на судот во Страсбур и така ќе куртулат за целиот оној криминал што го направија. Тоа луѓе блиски до Мицкоски, верувам и самиот Мицкоски, сериозно го очекува и полагаа надеж во таа ситуација. Добро, ќе видиме што сега ќе се случува по судовите, бидејќи засега многу не можеме да се пофалиме и да се изнагледаме со оно што беше оно што го слушавме во бомбите, па на крајот се сведе на колку милиона Киевски, Јанкуловска и уште неколку кои што завршија. Повеќе Чавков, Кочан, меѓутоа има се уште предмети кои што... Но тоа е една друга тема. Морам да ве прашам за партијата што се случува во СДСМ. Во СДСМ во моментов се подготвува партијата за сериозно теренски активности сега на пролет со граѓаните. Претходно оние трибини кои што ги имавме беа со членството и поддржувачите, сега ќе бидат трибини со граѓаните, неопределени граѓани, граѓани кои што се поддржувачи на опозицијата, буквално со сите граѓани. И втората работа, ние сме фокусирани и како партија да бидеме бекап, односно поддршка на владата и на собранието во делот на креирање на мерки и политики кои што ќе значат подобрување на економски стандард и животен стандард на граѓаните и во делот на владење на право и корупција. Што се однесува до кадровските односи во партијата, меѓучовечките односи во партијата, тие се на одлично ниво. СДСМ е демократска партија, за разлика од ВМРО ДПМН и особено за разлика од Левица, која што од партија со одлучување заедничко на повеќе луѓе у президиум прерасна во султан партија. Во СДСМ ситуацијата е како и секогаш демократска партија и секогаш, за жал, тоа е цената на демократијата, секогаш кога во СДСМ демократски се зборува на битни теми, дел од јавноста тоа го добива како информација дека има поделба или раскол во СДСМ, меѓутоа еве времето покажува дека тоа не е така. Па добро, дека нема сега, вака, гледано, знаете. Повторно сигурно има струи, но вие тоа го припишувате на тие, како велите, на демократијата. Ма, тоа е апсолутно така. Вие не можете во султан партија како Левица да имате струи. Вие гледате дека таму ќе бидете линчувани ако се свртите против Димитар Апасиев. За ВМРО ДПМН да не зборуваме, кој смел, еве Оливер Андонов покрај некаква фракција, утре дента син му го избркаа од извршен комитет на младина. Што е криво, па детето што татко му покрал иницијатива. Може само Оливер Андонов да не го браните. Не, го кажувам како пример. Меѓутоа во СДСМ има демократија. Тоа од секогаш било така. И за жал, цената на таа демократија е кога еден член или друг или еден функционер и друг имаат различно мислење на одредена тема, тоа во јавноста се пренесува како кавга, поделба, струи и конфликт. Меѓутоа, ние и покрај тие слабости на демократијата нема да се откажеме од тоа. Знаете дека сме единствена партија која што претседателот си го бира на тајно гласање со сите членови, ќе продолжиме да ја унапредуваме демократски партијата, колку и да чини во јавноста. Во контекст на демократијата беше и средбата која што вие не сакавте да коментирате на Заев со онаа група високи челници во СДСМ? Јас не коментирам средби на кои што не сум бил. Не коментирам. Јас сум представник на сум член на извршниот одбор и како потпредседател сум дел од раководството кое што често пати знае да има координативни средби, дел сум и од централниот одбор и од конгресот на партијата. Сметам дека во тие форуми присуствувам и можам да разговарам. А и на неформални средби кај што сум присуствувал можам да ги коментирам. Овде не би коментирал затоа што не можам дословно да кажам што се разговарало. Не сум бил таму, меѓутоа убеден сум и знам дека не резултирало со никаква поделба. Напротив, се размениле мислења и тоа е тоа. Продолжуваме понатаму. Што значат оние не турнеа, имавте низ градовите трибини со луѓе во тоа, значи се подготвувате за избори, што беше го држите во кондиција членството? Ние се подготвуваме за избори уште од сега, за следна година. Зошто? Затоа што сакаме на тие избори прво да имаме многу сериозна платформа и програма. Ни се покажа во минатото дека програми и платформи политички кои што ги носиме на брзање пред изборите
може некогаш и да имаат одредени недостатоци. Затоа сега влегуваме уште од сега на терен, зборуваме, но и повеќе слушаме што имаат да кажат граѓаните. Тоа го правевме на трибините, тоа ќе го правиме на теренските средби со граѓаните кои што ќе ги правиме во сите села и населени места и градови сега од пролет. Сите на терен, раководство на партија, министри, заменици, пратеници, градоначалници, директори, сите на терен. Овде очекуваме повторно граѓаните да слушнат што ние нудиме за кризата, економскиот стандард, владење на право и иднината на државата кон Европска унија, но повеќе да слушнеме од граѓаните што тие имаат да кажат, односно тие нас да ни дадат идеи каде грешиме, што е добро и треба да го појачаме, што не чини треба да го елиминираме, каде треба нешто да коригираме. Тоа го очекуваме и сето тоа на крајот треба да резултира со одлична програмска и концептуална понуда за наредните избори, кои што сум убеден дека прво претседателските ќе ги победиме сите заедно, а потоа и парламентарните избори и ќе продолжиме со патот по кој што оди државата се. Уште едно прашање, што очекувате, Страсбур, мислев овде да го поставам тоа за да ве ослободувам, што очекувате од она што се најавува како борба против корупцијата и објавување на црна листа? Очекувате ли некој од СДСМ да биде на црната листа? Кај американците. Веќе видовме во Бугарија. Овде не би можел премногу да коментирам. Добре дојдена е секоја помош од било кој меѓународен партнер, особено од најголемиот меѓународен партнер, Соединетите Американски држави, во насока на решавање на кривични дела и елиминирање на корупција. Добре дојдена е помошта, не би коментирал и не би знал кој би можел да се најде. Да речем, прилично сум убеден дека нема причина зошто некој од СДСМ би се нашол. Онаму каде што има, не мора да бидат на некоја црна листа. Знаете некој што бил во владата? Па знаете дека ние сме власт која што знае и односно не знае, тоа е нормално. Кај нас беше некоја сензација, да кажам, која што ние сме власт која што гледа и во своите редови, знае да гони и луѓе од своите редови кога го прекршиле законот, што беше мисловна именка претходно со ВМРО ДПМН. Благодарам што бевте во студио 10. Благодарам на поканата. Стефан Богоев, подпредседател на СДСМ во студио 10.